Лековитоста на црното семе со години им е позната на оние кои се занимаваат со алтернативна медицина. Најраните податоци говорат за употребата на ова семе уште од времето на Тутанкамон во Египет. Во арапската култура тоа е познато и како семе на благословот. Исламскиот пророк Мухамед го нарекол лек за сите болести кои предизвикуваат смрт, додека пак грчкиот лекар Хипокрит го користел во лечење на оние кои имале проблеми со метаболизмот и варењето. Но што го прави црното семе толку корисно? Во ова семе постојат 100 активни супстанции, поради кои е особено лековито. Тоа содржи витамини од групата Б, како и витамин Д. Освен тоа, богато и со минералите фосфор, цинк, железо, бакар, калциум, како и етерични масла и ензими. Повеќе од 58% од неговиот состав го сочинуваат есенцијалните масни киселини, од кои особено важни се омега-3 и омега-6. Ова масло е многу значајно за нашето здравје, но треба да се консумира внимателно. Тоа придонесува за намалување на непријатните симптоми на астма и ги ублажува астматичните напади. Освен тоа, ги опушта мускулите и ги шири бронхиите, благодарение на активната субстанца нигелон. Исто така, може да ги намали алергиските реакции на полен, прашина и животински влакна. Црното семе ги уништува и бактериите и помага при лечење на воспаленија во нашето тело, а погодно е и во случај на воспаление на панкреасот. Освен тоа, тоа е и чувар на црниот дроб, кој е филтер за токсините во нашиот организам. Ова масло ја смирува нервната напнатост и го олеснува сонот, а ги намалува и симптомите од депресија и анксиозност. Придонесува и за подобро помнење и фокусирање. Маслото од црно семе е и еден од најдобрите чувари на нашиот имунитет. Тоа се должи на состојката тимохинон, која исто така придонесува и за отстранување на некои видови тумори. Ова масло помага и при зачувување на организмот при хемотерапија и зрачење. Со неговата редовна употреба можат да се превенираат и да се излечат многу болести.